Добар ден на сите. Јас сум Елена Лука, собственик на Елена Лука Home, градежна компанија. Елена Лука работи исто и мода. Сум во градежништво повеќе од мој, да кажеме, од мала, уште од времето на мојот татко. Фирмата е формирана од Елена Лука Home во 2015 година, меѓутоа работењето датира пред 40 години. Тоа е компанијата Жикол, мојот татко Живко Панев, кој што сметам дека треба да го спомна. Долги години во градежништво и после самата компанија претрпе некои промени и Елена Лука Home продолжи под тој бренд да се развива во една работа мода, како што кажат, и последниве 3 години дел сум од еден убав бренд, Бајна Банско во Струмица, Цар Самуил и со една логистика на медицина и успешно го развиваме овој бренд. И благодарам за поканата и драго ми е што сум овде во друштво на овие прекрасни луѓе и ќе зборуваме на интересна тема, се надевам. Да. Имавме прилика да поразговараме и да сега ќе го свртам од таа страна. Значи, како вие гледате, како ги анализирате цените на становите, од што тие влијаат, заради тоа што нели цената како цена кажува многу и какви се очекувањата за следниот период, како ќе се движи пазарот? Добро, како што и сега имавме баш некој разговор, нели некои изјави, како што кажав, се зависи од локацијата прво и основно. Неколку параметри влијуваат во формирањето на цената. Нормално, како што кажав, локацијата, висината на цената на земјата, на парцелата, комуналиите, висината на градежниот материјал. Меѓутоа и има еден момент на индивидуална перцепција на личниот имот, на продавачот на имотот. Консултации од некои негови луѓе, сакам да кажам дека тие знаат да ги држат локациите на едно повисоко ниво и од тука зависи висината на цената. Конкретно, ме прашате за Елена Лука Home, нашата цена во новиот комплекс кој што пред малку го промовиравме, е една реална состојба на висината на земјата, на комуналите, на пазарните вредности и тоа се тие параметри кои што делуваат до формирање на пазарната цена во основа. Дали пикот кој што се случи во изминатиот период се очекува да продолжи или ќе настане едно среднорочно стабилизирање на цените според вас? Сметам дека ќе дојде уште некој период благо покачување на цените. Меѓутоа, веќе мислам дека достигнавме добра цена во централниот дел и населите во околина. Има можности за покачување затоа што иако има хиперпродукција на изведба на стамбени објекти и на стамбено-деловни објекти, сепак сметам дека има добра профилација на купувачите на пазарот и дека тие инвестираат се повеќе во добро одбрани, квалитетно изработени градежни објекти. Информацијата на купецот е многу битна и тие се повеќе добиваат информации не само од градежни консултанти од територија на Македонија, меѓутоа и многу се информираат брзо затоа што веќе информацијата е многу достапна на светско ниво и се добро информирани во дел на квалитетна изведба, на конструктивен систем, на имплементација на градежни материјали, на историја на градителот, значи референции, портфолија, на квалитет, на се што се имплементира внатре, така да се повеќе препознаваат квалитетни брендови кои што знаат да изведат квалитетен објект, кои што размислуваат за естетиката, меѓутоа и за функцијата на објектот и до некаде и тие ја диктираат цената. Значи цената не може да постигне огромни нивоа висински доколку купецот не вложи во таа цена и не го купи имот. Значи, за жал, се уште има едно разминување во делот, се плаќаат високи цени оному каде што, да кажеме, одреден објект не ја заслужува вредноста, меѓутоа во суштина сметам дека се повеќе купецот е информиран и не можете да му продадете било што. Фактори се битни и зошто треба пазарот да се сегментира за да не бидат сите инвеститори во ист кош на крај на ден и гледаме нели коментарите на социјалните мрежи какви се, дека сите инвеститори еве заработуваат, да речеме, енормно. Зошто е важно и ова што го кажавме, како да го сегментираме пазарот според различни категорија на потрошувачи и според квалитетна изведба сега и локација? Добро, така е. Во делот на категорија на луѓе во смисол
објекти за млади брачни парови или за постара генерација, кога станува збор за комерцијален тип на изведба, значи сепак добри стандарди на градење, ама да не бидат во категорија на луксузна градба, што мислам дека 80% кај нас е практично и таква е градбата во државата. Е многу тешко во Македонија да поставите такви категории, затоа што мораме реални да бидеме. Сега слушам тука анализи, нели читаме секојдневно дека во околина на нашата држава, соседните држави инвестираат повеќе, повисока цена пазарна постигнуваат на недвижниот имот, меѓутоа сепак мораме реални да бидеме и да збориме за стандардот на Македонија и од тука потекнува и основната цена, а претпоставам, иако не сум ги правила здраво анализите, иако ме тангира тоа вработењето, меѓутоа не ми е фокусот тој таргетот, сметам дека нема добра и толку динамична фреквенција на странски инвеститори, индивидуални купци на наш имот, кои што би ја одржале високата цена, освен можеби во централни зони на Скопје и евентуално во некои населби полуксузни, каде што стамбените блокови ги работиме. Тешко е да направите сегмент во однос на генерации, на социјални структури, затоа што стандардот е тој како што е, и нашите објекти се однесуваат на сите категории на луѓе. Значи, ние се трудиме да изработиме некоја магична формула на изведба, како што го правиме во сите сегменти на функционирање на бизнисите во Македонија, така и во градежништвото, да обезбедиме магичен имот кој што ќе ги задоволи потребите и на младите брачни парови, значи хипермодерен објект, и на поузрастната генерација и на пензионерите, кои што ги обезбеди рампи, добра комуникација, вертикална комуникација, мирна населба, паркови во околина, задоволен процент на зеленило. Значи, сите аспекти за да можеме да ги продадеме имотите или да бидеме атрактивни за пазар. Сметам дека вакво профилирање, како што вие сега наметнавте, дека треба да се направи во смисол на категоризација во сите сегменти, бара малку едно високо ниво на развој на општество, кое што кај нас тек ќе следува. Да кажеме, Елена Лука и сега има локации кои што се во луксузни населби, како Бардовци, Зокуќани, со некои други тенденции на луксузна градба, кои што претпоставуваат имплементирање на најскапи материјали на сите нивоа, значи тоа ќе бидат цени кои што ќе се доста високи, меѓутоа таргетот точно се знае за кој профил на луѓе е наменет. И тогаш веќе може да се разработва во тој смисла. Ама 80% се точно објекти кои што не може строго категоризација да се направи и сегментирање и двоање на нашите купувачи, затоа што тоа е квантумот. Ние сме тука амбициозен народ, само обдика колку инвеститори имате на овој панел, а уште колку имаме што се борат на пазар, и секој сака да ја најде магичната формула да го продаде својот имот приоритетно, така да не можеме баш таква класификација, освен, кажав, за луксузните купувачи кои што сите добро ги знаеме, не се многу и градиме скапи имоти и ги продаваме, или евентуално кога локацијата ти продава, ти ја завршува работата како централна зона, каде што може и странски инвеститор да влезе на индивидуален купец да инвестира во свој стан. Времето не гази, станува да поминаме и битниот сегмент, а која е одговорноста на сите нас, на инвеститорите и другите засегнати страни, кои што кажат дека национални инвестиции имаат клучна улога, меѓутоа која е вашата улога, како ја гледате во градење на подржливи објекти, градување на иновативни материјали, кои што го зборува и во претходниот сегмент, дека се повеќе странските закупци бараат стандарди, дали ќе дојде времето кога и нас ќе се бараат одредени и треба да се бараат одредени стандарди да се задоволат во тој поглед, и кои ќе бидат некои ваши клучни препораки од денешниот панел? Секако уште во сегашното работење веќе правиме напори да изведуваме одржливи објекти. Значи тоа значи сепак имплементирање на прво и основно локацијата да биде соодветно селектирана во однос на позиција која што кореспондира со инфраструктурна содржина околу самиот објект. Така да речеме сега е нашиот најнов проект од 48.000 метри квадратни, воопшто не е мал за еден пазар како што е Македонија. И после долги истражувања сметавме дека општината Кисела Вода е најсоодветно место како една населба со сериозна традиција и
интересни и здрави елементи се уште и еконаслада, каде што треба да ги позиционираме нашите наредни идни градби. Овој објект Футура се наоѓа, да кажеме, во срцето на Кисела вода и има одлична комуникација со друга инфраструктура, во околината имаме училишта, маркети и сето тоа. Еден од аспектите што задоволува објект кој што е интересен и кој што може би исклучува момент да имате потреба да ангажирате возило за да ги однесете вашите деца во училиште или да одите во мол или во маркет, е точно објект кој што нема да ја загадува околината. Тоа е многу битно и на долгорочни периоди е многу голема придобивка за комплетното здраво живење. Таков е Футура практично по својот избор и сензибилитет. Воено енергетски ефикасен објект. Сметам дека сите што по-професионално работиме во државата е многу битно да го имаме како параметар и за задоволена една позиција. И нормално најважно е да градиме објекти кои што ќе бидат конструктивно здрави, архитектонски интересни, кои што, да кажеме, би немале век на траење, би биле атрактивни и по функција и по естетика. И сметам дека тоа е голема одговорност на нас како креатори на локациите, што ќе изведеме и што ќе остане во понатамошно некое наследство. Значи делот и на естетиката и функцијата. Нормално паркинзи, зелени зони, размислување за сите, мораме да бидеме општествено одговорна компанија. Таква е една лука, сметам и дека и другите внимаваат на тој аспект. И едноставно мораме да правиме објекти кои што ќе нема да прават штета на околината, туку ќе го потпренуваат здравото живење. Благодарам многу. Веројатно ние би можеле да продолжиме и уште една сесија да зборуваме, меѓутоа до година. Ви благодарам многу на сите учесници на денешниот панел, на публиката што остана до крај.